Почитуван председателе, почитуван мандатар, почитувани колеги пратеници. Мандатарот прилично се обрати и изборуваше за сето тоа што се направи и она што се плановите нината влада. Јас сакам малку да се вратиме на тоа како дојдовме до овие избори, односно за причините за изборите. Ако се сеќавате, овие избори се случија пред време заради брањето на опозицијата. И тоа се случи во едни многу незгодни моменти за државата, кога наспроти очекувањата на сите и она што беше јавно кажано дека е заслужено од наша страна, државата не доби зелено светло за старт на преговорите. За жал, очекував дека тогаш сите ќе сме разочарани, но имаше сериозен дел од опозицијата кој што јасно ликуваше на тоа и се радуваше. Зоран Заев беше човекот кој што, морам искрено да кажам, инсистираше да одиме на избори, затоа што после таков чин најкоректно, најнормално, најдемократски рече го вратиме мандатот на граѓаните. И отидовме на избори. Овие избори, за жал, се одложија заради здравствената криза. Денеска многу пати кога обвинувате, особено кога довикувате за предизборен подкуп, ќе ве потсетам дека на почната кампања, на почнат цел изборен процес, ниту една од овие мерки, кои што подоцна економски мерки беа спроведени заради справување со здравствената криза, не ни беше во план, ниту ги имавме спроведено. Ниту една. Излеговме на Мегдан со вас, без ниту една од тие економски мерки. Уверени во она, во исправноста на она што го работиме. За среќа, во меѓувреме стаса и потврда за тоа. Северна Македонија стана членка на НАТО. Ова знаме не е декларативно овде. Ние сме членка на НАТО. Во меѓувреме, за среќа, добивме и зелено светло и за преговори со Европската унија. Многу од вас тогаш зборуваа, сега се повторно пратеници. Нема ништо ни од членството од НАТО да има, нема ни датум за преговори да добиете. И испадна дека не е така. Она што е крајниот резултат на изборите е дека ова раководство на ВМРО ДПМН го доживеа третиот пораз. 3 избори поред ги губите. Председателските, локалните и сега парламентарните. Целата ваша риторика, целата кампања, целата политика ви беше на основа на национализмот. Напад на она што не донесе до тоа кај што сме денес. И тие немање на ставови, таа неодржливост на тие ставови, дека еден ден може, не дај Боже, да дојдете да ја водите државата и после државата да заглави, да почне да се враќа назад, да се вратат назад процесите и со преговорите со Европската унија, но и со членството во НАТО, граѓаните го препознаа. Нервозата, веројатно, е разбирлива. После 3 изборни порази, ви бараат оставка во партија. За среќа, овој пат, иако мислам дека повторно ја гледам таа тенденција, да не се свати пораката од граѓаните, да не се прифати волјата на народот. Нешто слично се случуваше од 2017. Заврши многу по-страшно. И тогаш гиравте мнозинство, кој колку ќе трае и така натака. Па сето тоа заврши дека денеска сме членови на НАТО, дека имаме почеток на преговори со Европската унија, дека имаме зголемување на платите, дека имаме зголемување на пензиите, дека се справивме со сериозни економски мерки со здравствената и економската криза и вие изгубивте на избори. И денеска викаме имаме вакво или такво мнозинство. Да ве потсетам, почнавме со многу потенко мнозинство од 2017. Сеќавате дека завршивме со 2/3. За среќа, овие прашања, крупните, тешките прашања, кои што и беше и тешко да се донесат, на никој не му беше едноставно, никој не му беше мило. Ги донесовме и тие се зад нас. 30 години чекавме нешто да се случи. Чекавме да мрднеме. 30 години живеевме во транзиција. Цела младост ми помина, чекајки денеска сме тука. И конечно можеме да кажеме дека горливите теми се за нас. И дека можеме да се посветиме на секојдневните прашања на граѓаните. Јас, да бидам искрен, во кампањата бев вклучен тука во изборната единица 1. Немав многу време да пратам што говорат другите. Па и премиерот
односно мандатарот Заев. Два збора кои што редовно ги повторуваше во неговите говори. Економија, правда. Економија, правда. Економија, правда. Тоа е тоа што ќе се случува 4 години. Пред некој ден седевме и зборувавме малце, не знам, евоцирање и спомени од минатото. Од 2013 година, можам да кажам, скоро секојдневно се гледаме за разноразни прашања. Една работа сум сигурен за него. И тоа се покажи во измерадливе 3 години, па и претходно кога бевме во опозиција. Кога тој цврсто ќе реши нешто, тоа има да се случи, па што сака нека. Вербата на човекот во нешто, јас не сум верник. Јас не верувам. Имаше многу пати кога бевме во опозиција, кога влегувавме во можеби некои сулуди проекти, кога не верував во нешто и кога доаѓаше ми вика не збори така, те слушам, влијаеш на мојата верба. И после недела две испаѓаше во право. Тоа се случи и со референдумот. Сеќавате зборевте имате поддршка од 1.200.000 луѓе. Па кај ви се? Што не излегува да гласам за вас. Денеска, за среќа, помина и тој процес и ние можеме да се свртиме кон продолжување на една многу проста политика која што имаше претходната власт. Можеме да зборуваме за многу бројки, ги кажам. Но, она што е факт, е дека нашата политика, нашето ветување, парите кај граѓаните го остваруваме. И тоа ќе продолжи. Вие денеска зборувате, пазите, што сакате да кажете? Дека во време на пандемија не требаше да има поддршка на економијата? Дека не требаше да се дават пари на граѓаните? Дека не требаше фирмите да добиваат поддршка? Дека не требаше угостителството и туризмот да добијат поддршка? Тоа ли сакате да кажете? Или, сега слушам дека и со медиумите имало проблем. Па 10 години не срозавте 93 места подолу, 93 места подолу на листите на Freedom House и Репортери без граници. Прв пат 3 години се враќаме полека, но стабилно назад го креаме рейтингот. 93 места. Не ја упропастивте демократијата. И ќе се вратам на оно што е најголемата придобивка од претходната власт. Слободата. Луѓето можат да кажат што сакаат. Луѓето не се плашат да кажат што сакаат. И вие можете што сакате. Можете и да протестирате, согласам со господинот Мисовски. Не сте виделе протест што е. Треба да видите малце да пробате. Треба да видите. Затоа што ќе имате конечно контакт со граѓаните и ќе си ја прифатите реалност. Она што граѓаните сега ја кажаа на избори и ве поразија. Треба да сватите дека граѓаните, ова е последна реченица, не сакаат да слушаат говор на омраза, не сакаат да слушаат лажни вести, не сакаат да слушаат поделби, да слушаат за поделби. Сакаат да знаат за што се залагат. Ама 3 години програма не видовме. Благодарам.